Еве не назад во студио, како што веќе најавив на почетокот на емисијата, како секое, така и ова утро, ќе разговараме на многу нови и иновативни теми, а денешната тема е околу актуелните настани, поточно вчерашното одбележување на денот 9 ноември, ослободувањето на градот Велес. Па за да не ги пренеси импресиите и да ни ја доближи атмосферата во нашето студио, ја повикавме и една од добитничките на наградите 9 ноември, а тоа е Веселинка Маџарова, професор по музичка уметност, а воедно и диригент на младинскиот хор Свети Кирил и Методи од Велес. Добро утро за вас и добре ни дојдовте во нашата емисија. Добро утро и за сите гледачи на К1 телевизија. Мене ми е посебна чест вака што спроти мене е моја бивша ученичка и класен раководител, така да како еден наставник и професор е големо задоволството кога вашите ученици веќе си го трасираат својот пат и својата иднина. Благодарам, се надевам дека се чувствувате пријатно во нашето студио. Да, прекрасно ви е студиото. Ден по добивање на 9 ноемвриското признание од општина Велес за младинскиот црковен хор. Вие сте гостин во утринската програма на К1 телевизија. Јас ви честитам на наградата и би сакала да го споделите вашето чувство со мене и со нашите гледачи. Вака кога долго работите и вложувате максимален труд во таа работа, наградите се неизбежни. Има луѓе кои ја следат вашата работа и за тоа ве вреднуваат во животот. Значи, секоја награда е убава. Чувството да добиеш ети признание од градот е навистина големо и задоволувачко. И како човек ви дава еден поголем мотив и порив за работа во иднина. А работата со деца, барем мене ми е блиска и ја сакам и понатаму ќе продолжам да ја работам со истиот жар и со истиот мотив за работа. Точно така. Предлагам да погледнеме и дел од синокешниот настан од студио, што го подготвивме за вас.
Тоа беше дел од настапот на младинскиот црковен хор Свети Кирил и Методи од Велес на свечената седница на општина Велес, која се одржа по повод 9 ноември, денот на ослободувањето на градот Велес. А ние од тимот на К1 телевизија успеавме и се потрудивме да пренесеме дел од таа атмосфера. А сега да поразговараме околу почетоците и соработката ваша со младинскиот црковен хор. Односно, може да ни кажете колку членови број тој, од кога постои овој хор и кој се може да биде член? Значи, Младинскиот црковен хор е формиран на желба на владиката Агат Ангел, митрополитот Повардарски, во 2012 година, каде што бев повикана и ми се даде предлог да работам со еден хор, одлучив тоа да биде младински хор, затоа што мислам дека подобре да се работи со деца и нели еднината останува на младите. Решив да биде со девојчиња, не случајно затоа што во нашата држава поголема заинтересираност за пење во хор, повеќе кај женската популација отколку кај машката популација, но не е така во западноевропските земји, кај нас се уште е така. Го формирав Младинскиот црковен хор највеќе со ученици мои од основното училиште Васил Главинов, каде што и работам. Почетоците беа тешки, додека вие добиете така една добра звучност од хор, е многу тешко. Значи, првен, работите по едноставни композиции, како хорот созрева, почнувате да работите и потешки композиции. Девојчињата се на возраст од 11, најмалото ми е 11 години, а најстариото ми е 22 години. Значи, еве да кажеме една граница за еден младински хор, максимум би можело да биде до 25 години. Во хор не може секој да членува, значи треба да има предиспозиции за тоа, треба да поседува одредена добра вокална техника, почетна. Со текот на времето и доаѓањето во хор и вежбите кои ги работиме во хор, таа вокална техника кај младиот човек може да се развива. Па имам и ученици кои ми се запишале на соло пење токму од тој хор, кои веќе се средношколци во музичкото училиште Илија Николовски Луј, некои веќе се и дипломирани соло пејачи. Да. Значи, тука е местото каде што вие можете многу да научите дел од вокалната техника, начинот на пење. Значи, првата цел на овој хор е да одговори на потребите на црквата. Значи, овој младински хор секоја недела наутро пее во црква, во Свети Пантелеймон сме моментално, на утринска литургија. Значи, може и таму да дојдат и да го слушаат како звучи овој хор или да учествуваат во целата богослужба што се одржува во недела наутро. Пробите ги одржуваме засега во основното училиште Васил Главинов, во зависност од потребите и ангажманите кои ги имаме, така се и пробите. Например, минимално проби што имаме 2 пати неделно, максимално може и секој ден кога се припремаме за надпревар. Да, точно така. Се надевам дека во следната година хорот ќе брои уште многу повеќе членови. На почетокот на оваа учебна година бевте дел од меѓународниот надпревар во Херцег Нови. Какви се импресиите од овој надпревар, како поминавте таму и дали сте задоволни од наградата која ја добивте? Така, значи, хорот, иако постои само 4 години, значи, релативно млад хор е, има обемен музички материјал и композиции сработено од повеќе жанрови на музика. Јас сум презадоволна од она како повратно или фидбек што ми е добиено или хорот што има добиено награди. Зошто го велам ова? Имате, кога одиме на меѓународни надпревари, слушаме во биографија на хор дека постои 100 години, дека постои 50 години, 80 години. Ние постоиме само 4 години и вие да имате добиено 2 меѓународни награди и 3 републички награди, значи имаме 3 републички награди на младинските хорови и детски во Република Македонија со максимални освоени 100 бода, 3 државни награди ни се. Значи, па првата меѓународна ни беше во Паралија лани во Грција, каде што освоивме 3-та награда и оваа година, значи, освоивме 2-та награда на меѓународниот надпревар во Херцег Нови. Значи, задоволна сум. Таму ве оценува меѓународно жири, нема
дали му се допаѓаш на некој, си добиваш како си оценуван во секој музички сегмент, од динамика, од ритмика, од интонација, од вкупен уметнички печаток, значи добивате бодови и можеби тие критики ви даваат и патокас и насока на што повеќе треба да поработите на хорот. Значи јас како човек максимум вложив за овој надпревар, но настапите во живо си носат и трема, значи колку и подобро да звучал хорот на пробите, на самиот настап кој трае 5 минути, 10 минути, 15 минути, можете да очекувате се што затоа што и тука имате и деца кои имаат 11 години, па и самата трема ќе ги обземе, така да имаат пократок здив кога пеат и сето тоа си допринесува и се влие. Колку сте наспани, значи жива материја, работите со деца кои во моментот многу фактори се значени вие кои ќе испаднете на надпревар и што ќе отпеете и како ќе отпеете. Значи целокупно јас сум задоволна од двете награди. Првата е трета, сега е втора награда. Се надевам понатаму ќе имаме и повеќе награди. Во меѓувреме добивме и покана да бидеме учесници на меѓународен хор во Русија, во Москва, во мај. Сега се подготвуваме за тој надпревар и истовремено ќе имаме и прв меѓународен концерт во Москва, во една од, се надевам, преубавите цркви централно што се поставени во Москва. Се надевам дека таму добро ќе поминете, дека ќе се вратите со некоја уште попрестижна награда. Се надевам. Споменавте дел од наградите но мене гледачите ни интересира која награда за вас е омилена што имате добиено и која ќе ја издвоите како посебна за како дел од сите организации кои што сте биле присутни? Секоја награда е убава. Значи, одредени случувања, збиднувања со децата. Нормално првата награда секогаш ќе памтите, тоа е државната награда во сопствената матична земја, значи кога ќе ве вреднуваат и да добиете максимум 100 бодови, останува да ја паметите цел живот. Може би ќе речеме дека и децата се поопуштени на домашна сцена кога сме, а секогаш на меѓународна сцена кога си на надпревар, таа трема е поголема, тој мотив да покажете повеќе е поголем. Меѓутоа, па зошто овие меѓународни награди? Значи, првата награда е во Грција. За мене чувството како човек, како јас се чувствував. Значи, во Грција наградата не ве признаваат како држава, не ве признаваат како црква, а сте пријавени како црковен младински хор, значи, и кога ќе ви го изговорат името на хорот, ќе кажат дека е тоа црковен хор, а не вие признаваат црквата. После тоа, ќе го развиете знамето на сопствената држава, на знамето на црквата, значи тогаш една национална гордост имате во себе. Не само јас како човек, туку тоа го чувствувам и кај децата. Значи, испаѓаат од салата каде што се одвил над преварот, ја пеат македонската химна, пеат македонски песни, го развируваат македонското знаме. Значи, тоа е едно големо чувство како македонец, што тука дома нема да го осетите. Но надвор, кога представувате сопствената држава, имате како е тоа големо чувство. Да, точно така. Вие сте професор по музичко образование во основното училиште Васил Главинов. Колку основците пројавуваат интерес за музиката? Прво ќе си појдеме од себе како луѓе. Значи, секогаш велам како наставник, види ти што правиш, па што ти прават децата. Значи, децата се мирни ако можеш да им го задржиш вниманието на часот. Децата ќе го засакаат предметот колку ти ќе вложиш како наставник да им го доближиш предметот. Значи, пројавуваат интерес. Мене ми е драго што еве ќе споделам некое мислење или некои искажување на мои ученици, вика наставнички, отидовме на концерт на Апокалиптика во Скопје токму поради вас. Значи, јас сум им дала пример од класичната музика каде што оваа музичка група употребила некои мотиви на своите концерти кои ги одржуваат низ светот. Значи, во голема мера музичкиот вкус, за понатаму вие што ќе слушате како личност, има влијание и самиот наставник по музичко образование. Тука мораме да го спомнеме и семејството. Значи, во формирање на тој музички вкус. Влие и семејството, да.
ама во голема мера влие и самиот наставник. Значи, колку ние ќе се вложиме како наставници во часот кој го работиме пред децата, толку и ќе си добиеме. Значи, јас сум задоволна што добивам од децата. Значи, има деца кои слушаат, кои сум влијаела врз нивниот музички слух. Сигурно 20% има каде што не сум влијаела. Жалам што е така, меѓутоа таа процентуално секогаш ќе постои. Не можете врз сите да влијаете. Да, точно така. Не можете врз сите да влијаете. Тоа е до самиот човек, како тој се чувствува и што сака да направи понатаму и каква музика да слуша. Да се надоврзаме и со претходното прашање во врска со основците колку тие внимание посветуваат и колкав интерес пројавуваат за музиката. Па сега мене гледачите не интересира дали основците од Васил Главинов пројавуваат да бидат дел од училишниот хор кој што постои и колку тие се трудат да постигнат подобри резултати, односно да ни објасните од кога датира тој училишен хор, какви се настаните кои што вие ги организирате и така натаму. Значи, од кога сум вработена во Васил Главинов, значи обврзани сме со закон да имаме и училишен хор. Значи, и треба да ги работиме тие часови како што треба. Првите мои почетоци, првиот контакт со хор беше токму во училиштето Васил Главинов. Значи, првото мое работење со хор, со едногласен, двогласен, тригласен, значи беа таму. Тешко е на почетокот, значи како млад човек кога ќе влезете и ќе ви дадат хор да работите, најтешко. Јас слободно би рекла дека полесно ќе работам 100 часови настава да предавам музика отколку да работам со хор. Значи, вие имате, се сеќавам првиот хор во Васил Главинов, кога и вие бевте ученичка и учествувавте и во школскиот хор, броеше 60 ученици. Мислите си таа мала училница и 60 деца внатре, па треба да ги поделите во 3 гласа, па немавте некое, кој знае какво искуство во пење, во хор. Значи, тоа ви беше и вас прво искуство, и мене прво искуство со работа на хор. Меѓутоа, добро се снајдов. И вие самите ученици имавте желба да работите, може би затоа што и пред вас имавте млад наставник и кој сака да работи. Имавме доста настапи и бевме поканувани во рамките на сите манифестации во таа година кои беа организирани од општината. Да, имаме, значи, како училиште доста награди. Јас можам да кажам дека и со училишниот хор на Републичкиот надпревар на училишни хорови освојуваме први награди. Значи, сме освоиле и трета, и втора, а последните 5-6 години е само прва награда. Значи, училишниот хор на Васил Главинов последните 6 години освојува прва награда на Републичкиот надпревар. Пак ќе кажам, колку ќе вложите, толку ќе добиете. Значи, сепак успевате и со училишниот хор да постигнете високи награди, високи признанија. Разговаравме за училишниот хор, за младинскиот хор, а сега малце да поразговараме и за диригентот, односно за вас. Од кога постои вашата желба за музика, како го откривте вашиот талент и како започна љубовта кон музиката? Па морам да кажам дека првично каде ми се почетоците. Како што ми кажуваат дома моите родители, мојата баба на чие име го носам јас, пела во распеани велешани, нејзините сестри исто така пееле. Едно од тие Васа Пласкиова, која дел од староградските велешки песни се и нејзино творештво, можам да кажам. Ми кажуваат дека сум почнала да пеам многу од мала и токму сум почнала да ги пеам овие староградски велешки песни кои ме учела мојата баба. Подоцна во второ оделение се запишувам во нижото музичко училиште каде што учам клавир и после основното музичко училиште се запишувам во средното музичко училиште Илија Николовски Луина одсек соло пење. Откако го завршив средното, го продолжив студирањето повторно на Свети Кирил и Методи на Музичка академија на одсек соло пење. И откако го завршив одсекот соло пење, уште еден одсек, значи до квалификација за музичка настава и теорија, за да можам да работам и во основно училиште. Значи, како студент имав многубројни концерти, концерт со Македонска филхармонија сум имала,
Повеќе солистички концерти во Скопје, во Велес, како оперски пеач и подоцна моето вработување во Основното училиште Васил Главинов како професор. Можам да кажам дека сега повеќе ми лежи професорската дејност. Затоа што голема е радоста кога гледате децата колку го сакаат тоа, колку им е убаво, колку се забавуваат. И една друга работа како наставник која гледате како ви растат пред очи. Околу хорот, ги гледате колку го сакаат хорот, колку пеат. Тука можете да претпоставите кои ученици би можеле со што да ви се занимаваат во животот. Дали повеќе ќе им лежат медиуми, дали ќе бидат идни доктори. Па 90% сум претпоставила или сум помислила што ќе бидат иднина во животот, барем тие нели први мои генерации. Да. Точно така, точно така. Значи не погрешиле вашите родители што ви рекле да се запишете на музичко образование. Значи вие сте стварно прекрасна личност и успевате да реализирате се она што сте размислиле и се да биде најдобро. А сега јас би сакала да ви поставам едно прашање за една актуелна тема. Неодамна ЗАМ постави забрана за емитување на македонската музика. Кој е вашиот став околу забраната на ЗАМ за емитување на македонската музика и што мислите вие за тоа? Како правните работи не ги знам околу таа забрана. Лично како човек и како македонец, значи мислам дека не би требало да има забрана. Забраната би можела да биде откако за тоа би имало судски процес или не знам што би можела да кажам. Значи, во никој случај забрана. Треба да си ја нацениме и негуваме нашата музика македонска. Најнапред ќе ставаме на традиционална изворна македонска музика, која треба да биде дел од секоја телевизија, од секоја програма. После ново компонираната, меѓутоа со многу усул да се бира што ќе се пушта од таа ново компонирана македонска музика. И забавната музика. Имаме прекрасни пеачи на забавна музика, да не споменувам имиња. Значи квалитетна забавна музика. Против сум да се забрани пуштање на македонска музика. Меѓутоа против сум и тоа масовно пуштање на Грант, Пинк и не знам, не ги гледам. Ретко ги гледам и не сакам да ги гледам, затоа што се влијае врз младата личност. Во низините ставови, во низините размислувања за музиката се влијае. Медиумите се голем фактор во формирање на музичкиот вкус кај младата личност. Значи, мене џабе ми е како човек и како наставник, јас ако на училиште ги учам, слушај това, внимавам што им пуштам. Значи, им формирам некој музички вкус, а тој преку цел ден е окупиран со турбофолк музика, да речеме. Значи, на телевизиите во голема мери не се внимаваше што се пушта. Значи, јас ќе пуштам, се извинувам ако навредам некој. Пуштам Канал 5, вртам канали. Навечер гледам Грант, гледам Пинк, гледам вакви звездички. Зар ние не можеме и немаме толку добри и креативни новинари, креативни деца кои можат да направат една таква емисија? Значи, сето тоа како машинерија да се покрене и да се направи една таква убава за млади таленти откривање. Може. Може. Имаме креативни луѓе. Значи, сето тоа може да биде во рамките на Македонија. Јас знам дека тој е голем медиумски простор. Да, нека отидат, но првен тука да имаме, кај нас. Може, значи, таква една работа да се покрене и да се направи. Точно така. Јас исто се согласувам со вашето мислење. Полека се приближуваме кон крајот на нашиот разговор. Па каква порака би им дале вие на учениците, односно што би ги советувале се со цел да ги мотивирате за да се стекнат со повеќе успеси во текот на нивниот образовен процес, па исто така и во животот? Јас стално велам дека се уште учам. Учам. Истина, моите ученици им велам колку повеќе читате, колку повеќе ги следите работите што се случуваат околу вас, толку и подобри луѓе ќе бидете и поуспешни луѓе во животот. Значи, иако јас сум музичар, работата ме натера да го учам коралот, да ги учам оние работи кои, еве сум автори на учебници за музичко образование, автор сум на препишаната литургија од Атанас Бадев,
Значи, сето тоа ме натера да го учам, да учам повеќе информатика. Значи, никогаш не е доцна нешто повеќе и надвор од твојата професија, меѓутоа која ќе ти послужи за да бидеш подобар и поуспешен човек. Значи, мојата порака е до учениците, значи, не да се држат за една област, да бидат сестрени, да бидат широко образовани луѓе, затоа што тоа ќе им помогне многу во животот. Точно така. Јас ви благодарам премногу, професорке, што прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска емисија. И јас се надевам дека ќе бидете дел уште од многу активности во понатамошниот период, па за повторно да оствариме некоја средба со многу нови награди.